денес завршува Европската недела на мобилност, која што се организира во повеќе од 2500 градови во Европа и во светот, меѓу кои што и нашиот град. Денес е последниот ден. Во оваа недела и граѓаните на Скопје може и покажаа креативност како може да се користат алтернативните видови на сообраќај, не само автомобилскиот. Денеска всушност по иницијатива на Прв до врв и на Точак ќе презентираме или си одвиваме оваа акција дека низ Скопје може да се движиме на многу по различни начини. Вие знаете дека јас уште и во текот на предизборната кампања ја промовирав идејата за во иднина да можеме да формираме градски воз. Ова е мала демонстрација на тоа. Од Лисиче до овде се стаса за помалку од 4 минути, значи во самиот центар на градот. Сега ќе продолжиме кон Ѓорче Петров. Од тука, значи, како алтернатива на превозот можете во Лисиче со велосипедот да влезете во возот за 4 минути да бидете де факто во центарот на Скопје и да го продолжите своето движење. Тако нешто ќе се случува и може да се случува и од Ѓорче Петров навака. Скопје претендира да биде град со алтернативни можности за транспорт на граѓаните, слично како што е во Берлин, во Амстердам, во други европски градови. Баш заради ваквиот начин во постапката за набавка на новите автобуси, кои што знаете дека ја е во тек, предвидуваме да автобусите имаат и држачи за велосипеди со цел да овозможиме на граѓаните да имаат повеќе алтернативи при движењето и во текот на нивниот транспорт или транзит низ градот. Сериозно инвестираме во велосипедски патеки. Ќе имаме можност во наредните денови 7 нови рути да ги промовираме. Влезени сме во реновирање, започна циклусот на реновирање и изградба на нови булевари и улици во нашиот град, така што скопјани заслужуваат да имаат можност, да имаат конечно еден безбеден сообраќај, да имаат добар јавен транспорт, да имаат алтернативи во нивното движење низ урбаните средини. Благодарност до Македонски железници кои што овозможуваат да ја направиме оваа демонстрација на алтернативно движење. Ќе се обидеме во периодот кој што следи да направиме ревитализација на постојните 8 железнички станици со цел да истите бидат поатрактивни, подостапни до нашите граѓани, како би го можеле да го користат и овој начин на превоз во иднина. Благодарам.